Добре дојдовте во процес. Ке овозможи ли државата нови современи лекови за третман на дијабетесот? Како е да се живее со терапија која наместо напред враќа чекор назад? Овде со мене во студиото се Јасмина Чичкарич, мајка на дете со дијабетес, тука е и незината ќерка Мија, и Бојан Киров, председател на Сојузот на Сдруженија на дијабетичари. Добре дојдовте. Добар ден. Јасмина, од кога Мија има дијабетес и како се справувате низ овие години? Да, со состојбата. Мија живее со состојбата на дијабет веќе 6 години, сега има 12, значи 6 години живееме со оваа состојба. Не затекна на релативно мала возраст, искрено неспремни, не знаевме што се не очекува, каков пат не очекува. И она беше неспремна. Како живееме, не е лесно. Навистина не е. Научиме, да, постојано учиме и самите на себе на некој начин сме доктори. Бидејќи, можам да кажам, навистина не добивме никаква соодветна обука, која што би требало да има една мајка и татко со дете со дијабет. Значи, нас не примија на клиника, петок беше како се сеќавам, и веќе понеделникот не испуштија. Ние не знаевме што се случува, што треба се да правиме. Како ќе пливате понатаму во тие води? Точно. Они ни кажа толку инсулин, толку пати на ден и тоа беше се. Меѓутоа не е така, не е како со таблетите, како обично земаш таа терапија и си тераш. Не е така. Значи се зависи колку храна ќе земе, дали ќе биде активна. Се е подредено на начинот на живот е подреден кон дијабетесот. Точно. Каква е состојбата? Задоволни ли сте со инсулинската терапија, со новите современи лекови што ги спомнавме? Епа новите современи лекови нас не ни се за жал достапни тука. Ја користим уште она терапија која што до сега била. Се обидуваме така да функционираме, меѓутоа успешно? Тешко. Навечер многу често знае шеќерот да и биде висок, па мораме да дежураме, да контролираме, да даваме корекции, ние ги викаме тие. Повторно, значи да боцкаме плюсот на шема која што имаме. Во целата таа приказна околу инсулините се дигна голема врева околу мерачите на шеќерот во крвта. Дали се добри, дали не се добри, два различни мерачи мерат различно ја мерат. Вие тука со вас носите нешто што државата не им го обезбедила на лицата со дијабетес, тоа е едно апаратче за мерење на сензор. Така. Но вие си го купивте сами или ова ви го обезбеди клиниката? Не, никој не ни го обезбеди, ова ние на наш трошок, значи колку чини? Ова еднократно 70 евра, додека овие сензори кои што се како некој начин лепенки и се носат 2 недели, чинат 60 евра. Но за малите детски прсти е навистина едно големо олеснување, бидејќи може да мери колку пати сака во денот. Без боцкање? Го одмара прстето? Точно. Кое што се боцка по колку? 5-6 пати. Колку пати Мија? 7 пати, некогаш и повеќе по 10 пати. Тоа е болно, непријатно? Не, кога се буткам не ме боли. Веќе е отрпнато прстето. Да, отрпнато. А ево може да видите. Дали ти е вака полесно? Може ли да видиме како? И преку рекавчето. И сега веќе знаеш 7,9. Сега веќе знаеш дека и има графикон, може да следиш, значи колку се движел шеќерот во извесен период. И тоа е исто така многу добро. Сте во можност редовно да го купувате ова или на периоди? Периоди. Сам сепак е за наши стандарди поскапа инвестиција се надевавме дека можеби ќе ни излезат од Министерството за здравство во пресрета, ама изгледа немаат баш многу слух за Сте барале? Па како здружение. Добро, еве Бојан ќе ми каже, скоро се формираше, го промовиравте, нели, Сојузот на Сдруженија на дијабетичари.
кои се приоритетите, дали во програмата ќе бидат приоритет децата и приоритет ваквите работи кои што се навистина неопходни? Децата секогаш имаат приоритет, секогаш се на прво место, потоа доаѓаме ние возрастните и онаа трета група на се разбира, сите треба да бидат приоритет, меѓутоа децата се навистина за нијанси имаат малку поголем приоритет од останатите нас. Нормално дека иновативните терапии се нешто што јас како ново избран председател ќе се залагам да се воведат во нашава држава, да бидат достапни за диабетичарите. Под поимот иновативни терапии не се подразбираат само најновите инсулини, најновите генерации на инсулини, туку се подразбира и воведување на иновации во поглед на диабетолошките помагала. А под поимот помагала се оние инструменти кои што ние секојдневно ги користиме во нашиот живот, без кои не можеме да го замислиме денот. Тоа се овие апаратчиња за проверка на шеќерот, глукометрите и инсулинските пумпи. Тие толку спомнувани инсулински пумпи кои што навистина го леснуваат животот. Го леснуваат животот, исто го прават поквалитетен. И ова апаратче кое што Мија ви го демонстрираше. Значи инсулинската пумпа е, ајде да кажеме, еден вид вештачки панкреас. Таа има како што ова апаратче и овозможува на Мија да не си ги боцка прстињата при проверка на незината гликемија по 5, 6 и повеќе пати во текот на еден ден. Инсулинската пумпа овозможува да инјектирањето на инсулинот, кој што исто така за луѓето кои што се на интензивна терапија, децата и ние останатите кои што сме тип 1 диабетичари, овозможува вбризгување по пат на електроника, значи пумпата го заменува инсулинското пенкало, ние го користиме најмалку 4 пати во текот на денот, 3+1 таа интензивна терапија. Сето ова, инсулинските пумпи за жал се ограничени во текот на годината, се овозможени 25 инсулински пумпи да се дадат преку Министерството за здравство, значи на терет на фондот. На колку пациенти? Деца до 14 годишна возраст има околу 600. Веќе минатата година беа дијагностицирани повеќе од 25, ново дијагностицирани во текот на една календарска година. Тоа се некаде 500-600 деца? Така. Тоа е бројка која што... Но тука се и тинејџерите, тука се и повозрастните млади. Во суштина им се препорачуваат на луѓе кои што имаат нестабилна гликемија, значи кои што имаат големи варијации на нивото на шеќер во крвта во текот на денот. Тие варијации не се добри за здравјето на диабетичарите, на лицата со диабетес, од проста причина што таквите големи пикови нагоре и надолу, значи од хипогликемија во хипер и обратно, доведуваат до оштетување на најсензитивните витални органи. Дали е проблем за една држава како Македонија, добро, се декларираме како социјална држава, меѓутоа правиме и други трошоци кои што, не се во доменот на здравството. Дали е проблем за една ваква држава да обезбеди пумпи за 500-600 деца? Колку чини една пумпа? Најефтините пумпи, оние постари модели, со имплементирани веќе позастарени ISO стандарди, се отприлика околу 2000 евра. Посовремените пумпи чинат малку повеќе 5, 6, 7 евра. Меѓутоа тие имаат во себе вградено и глукометар, значи буквално најновите генерации на инсулински пумпи буквално им голе, ајде да не речем дека... Не само што го олеснуваат квалитетот на животот, туку и економски бенефит носат и за здравството и за државата. Така, значи последиците од подобра регулација барем кај дечињава, за кои што би требало да бидат достапни. Со самата таа регулација на нивото на шеќерот во некои идеални граници се заштитува организамот и оние непосакувани компликации кои што диабетесот сам по себе ги предизвикува кај лицата со диабетес. Така да на тој начин државата можеби би имала некоја првична инвестиција при набавка на овие помагала, истото важи и за новите инсулини, меѓутоа тоа на долгорочен план се зборуваме и за инсулините. Сакам Јасмина да ми каже што е нејзе приоритет како мајка на дете со диабетес, што ви е вас приоритет, што би сакале најпрво да се среди?
во однос на оваа проблематика? Квалитетот на инсулините, еве апаратчињата за мерење, би сакале помпа. Најважно сега, например, кога видов каков добробит имаме од овие апаратчиња, наистина би сакала да може барем првично за децата да може државата да ни овозможи, ете да наместо на класично да ни дават лентички за мерење шекер, да може вакви сензори да ни овозможат за дечињата понатаму и за поголемите нормално. И доколку се во можност, ова со помпата би било навистина како вештачки панкреасник. Колку пати се боцка со инсулин? Инсулин 3 пати и плюс навечер уште еднаш пред спиење 4 пати. Со тоа што обично даваме нели таа корекција, што викаме, знае навечер да и доста да и порасне шекерот и мораме да дадеме корекција за во текот на ноќта да спие помирно, да не Мија, како се справува со дијабетесот во училиштето? Дали се боцка таму или Кажи. Мија? Во училиште го мерам шекерот. Кога ми е низок шекерот, се тресам целата и почнува многу да ми се врти и тогаш веднаш ставувам на мајка ми да ми донесе нешто благо за да го кренам шекерот. Учителката знае, наставничката ја знае ситуацијата, другарчињата ти се наоѓаат тука? Сите наставници и сите во моето оделение знаат каква состојба имам и кога ќе ми падне или кога ќе ми се крене, веднаш ми помагаат да не дојде до многу да ми се сложи. Се боцкаш во училиште или тоа дома го правиш? Со инсулин дома се боцкам, кога ќе се вратам обично ручам. Децата како ја прифаќаат таа состојба? На почетокот мислев дека нема да ме прифатат, но кога отидов во училиште, кога им кажав дека ми открија една состојба, тие веднаш ја прифатија мојата состојба и, например, одам и на роден ден и не ми представува никаква потешкотија да се дружам таму со децата и слично. Браво! Браво, тоа е доказ дека навистина може да се живее квалитетно со дијабетесот, само државата да овозможи, да даде можности. Кои ќе бидат следните приоритети? Овие можности, нели, мислам, овие услови што ние ги бараме да ни ги овозможи државата, иновативниве терапии, ваквите помагала, самоконтролата е еден од најбитните. Барате и квалитетни инсулини. Така, да. Сакав да напоменам во контекст да се надоврзам на автономија, многу е битна едукацијата. Ама едукацијата буквално на сите нивоа. Ова е одличен пример како функционира, значи, училиштето и оделението кај Мија. Почнувајќи од едукација. А и детето е доста едуцирано. Ние е прекрасна девојче, ние си се знаеме со неја подолго време. Многу убаво си ја контролира сопствената состојба, затоа може и Јасмина да потврди. Значи, таа едукација е многу важна и за пациентите, без оглед на која возраст се наоѓаат, но и за опкружувањето околу нив. Социјалната средина мора да биде запознаена. Дијабетесот всушност и не е заболување и не е болест, тоа е само состојба. И ако ние самите знаеме добро да си ја менаџираме, подпомогнати со она што го бараме, нели, светот оди напред и нас овие. Тогаш не постои никаква друга пречка за да се живее квалитетно и нормално. Може да биде секој еден кој што има дијабетес и да биде корисен за општеството. Но ние во оваа држава се уште разговараме на тема квалитетни или неквалитетни инсулини. Постои сомнеш околу, нели, инсулините кои што доаѓаат во државата, околу паралелниот увоз на инсулините. Каква е состојбата сега во моментот? Ги има, ги нема, постои ли тој недостаток хроничен што се јавуваше со години и што е со паралелниот увоз, ке барат или тука некаква контрола? Што е тој сомнеш околу паралелниот увоз? Паралелниот увоз си е регулиран со закон и тоа е во ред ако е така направено. Во Европска унија исто така постои закон за паралелен не увоз, кај нив нема увоз, тоа е паралелен трансфер, паралелна трговија. Меѓутоа и тоа е регулирано со закон и позади тој закон стојат самите компании производители на инсулините. Овдека кај нас
не би можел со сигурност да тврдам. Меѓутоа и сами кажавте, постои и ние сакаме да видиме, сомнеш постои за квалитетот на инсулините. Не можам никого во моментов да обвинам, но сакаме како сојуз да имаме наш представник, да го прочешламе убаво тој закон со сите одговорни, мислам на институциите и нивните представници, значи почнувајќи од Министерството за здравство. Што се увезува, како се увезува, од каде доаѓа? Има ли можност за некаков фалсификат? Така е, да се убаво да ги разгледаме сите тие точки на кои што ние се сомневаме, да видиме дали навистина е ова, бидејќи видите, ние самите на себе ја чувствуваме тоа делување или неделување на инсулинот. Не би било благодарно да обвиниме и да нападнеме некого ако немаме увид во целокупната документација, она што е една од главните точки за кои што ќе се залага во својата програма за оваа година Сојузот, значи транспарентност и до бројката на пациенти, но и до самата терапија. Но фактичката состојба на терен покажува дека луѓе се жала дека нешто не е во ред со некои одредени инсулини, кај некого делуваат, кај некого не делуваат. Кај некого не, да. Точно дека можеме да добиеме одговор дека сето тоа е индивидуално, меѓутоа кога тоа добива малку по големи размери, тогаш веќе се буди оној сомнеж, се раѓа сомнежот дека можеби нешто не е во ред и со самата терапија. Верувате ли дека ќе ве пуштат да влезете таму во сите тие комисии со оглед на тоа што до сега комуникацијата беше разговор на глуви? Така е, јас се надевам дека ние понудивме рака за соработка, пред неколку дена имавме промоција на нашата програма. Беа поканети и представниците на Министерството за здравство, на Фондот за здравство. Од оправдани причини се надевам немаше на самата промоција, имавме само представник од Фондот за здравство, од Министерството и од Агенција за лекови немавме представник. Како и да е, се надевам дека ќе седнеме еве вака на дебата, како кај вас што сме денеска на дебата. Секој проблем се решава со меѓусебен разговор, меѓутоа треба да постои слух од двете страни. Треба да бидеме заеднички, така е, да не биде тоа само едноумие. Каков е тој односот на хумани и аналогни инсулини? Сега кај нас се зборува дека наместо напред со посовремените одиме се враќаме назад, уште ли е таа? Аналозите се последната генерација на инсулини, или четврта генерација, да го објасниме тоа малку по-пластично за да може да ме разберат сите. Четвртата генерација на инсулини во светов, во Европа, па и во Европската унија веќе се имплементирани и воведени петата генерација на инсулини. Тоа се инсулини со долго дејство. Освен што се поквалитетни, овозможуваат подобра, постабилна регулација на гликемијата. Кај нас, за жал, не се воведени. Една од нашите интенции ќе биде и таа да се воведат и ова најнова генерација на инсулини. За разлика од нив, ние изминатиот период од година и пол-две се соочувавме со во самата тендерска спецификација намалување на бројот на инсулини аналози, значи четврта генерација, за сметка на зголемување на онаа трета генерација на инсулини, што е чекор назад, во поглед на терапијата што ни се овозможува. Сега во прашање е сумата или некоја друга политика на Министерството за здравство? Знаете како, наместо во цената е во прашање? Апсолутно, да. Значи не може, барем според мене, а и според огромната бројка на луѓе кои што меѓу себе дебатираме и се сослушуваме едни со други што е причината, значи би требало кога се прави таа тендерска листа за набавка и на инсулин и на се останато што ни е на нас потребно на лицата со диабетес, треба да се раководиме од ISO стандардите кои што се имплементираат секои 2 години нешто нов ISO стандард. Ние се враќаме на оние трети генерации на инсулини, па да не речем повозрастната популација дури ја враќаат и на оние втора генерација инсулини, микстарди и така натаму. Тоа не значи дека се тие инсулини лоши и квалитетни. Јас во мојот живот сум ги поминал тие, меѓутоа кога веќе светот оди напред, зошто ние би оделе назад?
Сте биле ли во ситуација изминатиот период доста често пати немаше, односно во одреден период од месецот снемуваше инсулини, да бидете со малку инсулин или да кажете леле не знам утре дали ќе имам инсулин за детето? Тоа беше пред 2 години мија. Пред 2 години беше и среќа ми излегува во пресрето здружението, баш Боба Несторски беше и одма не. Какво е чувството како мајка кога не знаете дали утре ден така има инсулин за детето? Препорака е прво да да изфрлиме инсулин, да видиме дали е се окей, па после да убризгаме во детето. И сега се мислам колку да изфрлам, дали ќе ми остане за да имам терапија, така да сме се соочиле со таа криза, сме поминали низ тоа. Тоа мора да е многу страшно, бидејќи не сме ниту еден ден да остане без инсулин. За нас инсулинот представува воздух. Најпросто и најпластично објаснето. Кога ние внесуваме храна, потребно е да внесеме одредена количина на инсулин. Значи, кај луѓето кои што немаат диагностициран диабетес, панкреасот секое внесување на оброк во однос на тоа колку јаглени хидрати има во тој оброк, самиот панкреас силачи. Ние сето тоа треба да го калкулираме, да го пресметуваме и да внесуваме инсулин. И тргнувајќи од таа, да речам, теорија, таа теза, не смееме да се доведуваме во ситуации да имаме резерви за ден, 2 или 5. Тоа е. Јас гледам вие на социјалните мрежи се снаоѓате, си позаимувате, меѓутоа тоа не е начинот како треба да се функционира. Тоест, навистина добро што се прави, меѓутоа државата која што ја земала обврската треба и да се ја извршува до крај. Барате и колкава е бројката всушност сега, последната, ако воопшто има официјална бројка? Официјалната бројка ја имаат Министерството за здравство и претпоставувам инсулинските аптеки, кои што секој месец си прават требувања до Министерството кое што потоа го дистрибуира инсулинот до аптеките. Таа бројка треба да биде транспарентно објавена. Ние сега карикираме, претпоставуваме, значи бројката, вкупната бројка на лица со диабетес, без оглед тип 1 или тип 2, се движи помеѓу 180 и 200.000. Велам се движи, бидејќи немаме точна информација, така е. На лицата со тип 1 диабетес, значи помеѓу 39, 40 до 45.000 лица, и останатите 140, можеби и повеќе, 160.000 луѓе се тип 2, значи и делот тие луѓе, тип 2, што се, исто така се на инсулинска терапија, еден дел од нив се на таблетарна терапија, но ние бараме да имаме, тоа е информација од јавен карактер. И според законот... Транспарентност барате. Бараме транспарентност. И барате регистар. Апсолутно. Регистар кој што понатаму ќе ни овозможи нашите барања како здруженијата влагаат во секторот на невладини, секое здружение, секое невладино здружение има за цел постоењето на NGO секторот всушност е и тој да ги увиди грешките, недостатоците, маните на социјалното, на јавното здравство и тие да ги укаже на институциите на системот, за потоа заедно да седнеме да видиме како би можеле тие мани, недостатоци и грешки да ги коригираме. Така да мислам дека тоа е сосема нормално барање на нас. Апсолутно. Како е во соседните земји, само кратко, еве Србија, не знам, Црна Гора, Хрватска, имаат ли посовремена терапија? Апсолутно, да, кај нив веќе се имплементирани овие инсулини со долго дејство кои што ги спомнавме пред малку. Не знам точно во колкава бројка, затоа што не ја знам ни бројката на лица со диабетес кај нив, меѓутоа барем на балканскиве земји знам дека веќе се воведени новиве терапии на инсулини со долготрајно дејство, што за мија би значило едно боцкање помалку. Наместо секоја вечер би било секоја втора вечер боцкање за едно младо дете. Тоа би значило многу. Тоа значи многу. Тоа значи многу. На страна фактот, за кој што јас не сум компетентен да зборам, подобрата регулација. Тоа треба докториве, ендокринолозиве да дојдат, да објаснат што точно значи таа постабилна гликемија. Меѓутоа, за нас како луѓе со диабетес, наместо секоја вечер боцкање, секоја втора вечер и така полеснување представува. Се надевам дека
следниот министер, кој да биде, која влада и ќе биде, ќе има слух за сите со луѓе со дијабетес, особено со децата. Мија, ќе ти биде подобро, еве поредко боцкањето да биде? Да. Сакаш, така? Да, затоа што 4 пати дневно се боцкаме, некогаш пред спиење, ако ми е многу висок, ми даваат и корекција плюс уште една боцкање. Тоа се ситуации кои што само ние си ги знаеме. Вака кога ги објаснуваме, не знам колку можат да не разберат луѓето, ама тоа се многу сериозни. Јасмина може најдобро да каже како родител колку се тоа критични ситуации кога гледате, они сега веќе можат и да си го пратат со ова фристайл либре апаратче. Движењето на гликемијата, многу се опасни ниските гликемии, значи тие веќе предизвикуваат и кома, ако не се изреагира на време и брзо. Не дека хипергликемиите, односно високото ниво на шеќер во крвта не е опасно, тоа се одразува малку на подолг рок, меѓутоа хипогликемиите, наглото паѓање на шеќерот е многу опасно по човечкиот живот и особено треба да имаме прецизна гликемија, прецизно измерена гликемија, она што е во доменот на самоконтролата, пред спиење навечер. Ние тука малку сме хендикепирани. Она што апаратчињата што ги имате, што не го овозможуваат. Имаме ограничени сме само на едно апаратче кое што го добиваме, немаме избор барем на 2 или 3 со различен квалитет, со различни стандарди. Тоа го добивате еднаш годишно? Апаратчето се добива еднаш на 2 години со секое ново распишување на тендерот и потоа се добиваат лентички секој втор месец. Но имаше многу жалби на тие апаратчиња, на тие апаратчиња. За жал користиме некои во моментот државата ни овозможува, ви велам, апарати со позастарени стандарди, не велам јас дека тие не се прецизни, меѓутоа рамките во кои што има многу параметри кои што тоа апаратче треба да ги задоволи, новите апаратчиња задоволуваат огромен број од тие параметри, тоа всушност го диктира и Светската здравствена организација. Имплементацијата на тие ISO стандарди е многу значајна, затоа што кога вие имате прецизна бројка пред вас, точна и сигурна бројка колку ви е нивото на шеќерот, многу подобро знаете како треба да реагирате со инсулинот што треба да го внесете во сопственото тело. Всушност, начинот на кој што се грижи државата за своите пациенти ја осликува и реалната ситуација на државата. Вие освен што се борите сте постојано на штрек со стресот, се борите и со тоа да добиете квалитетни мерачи, квалитетни инсулини, еве сте се снашле, самите сте го купиле. Иглички исто така, тие што се стават инсулинските пенкала. Има 6 милиметарски кои што ни ги дава државата, има 4 милиметарски кои што се нели подобри вака за децата, да кажам, по-безболни. И тие исто си ги набавуваме кој како знаеме некаде од соседните држави. Знаете, постојат неколку должини, различни должини на инсулински иглички и тие се прилагодуваат према телесната тежина. Од страна на државата нас ни е точно возможено еден тип на игличка со една должина и една дебелина. Меѓутоа таа е предвидена и за дечиња како Мија. Мија веќе знае сама да се боцка или тоа вие го... Со инсулин пробува, меѓутоа уште некако не сигурна, сепак Остава на мама да го реши тоа. Да, има другарка сега од неодамна во другата паралелка, од неодамна и она доби дијабет исто, па сега така си помагаат една со друга, си даваат совети. Си разменуваат мислења, се надевам како ќе расти така и низините сознанија околу дијабетесот ќе бидат поголеми. Се чита, се интересира, сам сака да во тој домен да ќе прави споредби како е Македонија во однос на светот, по однос на овие работи. Да. Добро, јас се надевам, еве уште еднаш ќе повторам дека која влада и да биде, кој да дојде министер ќе има поголем слух и ќе ги отвори вратите за сојузот на здруженија, за да можете да имате увид во сите работи, за да сите работи бидат потранспарентни и да не ве игнорираат како што до сега тоа го правеа. Барањата да ги сослушаат. Така. Барем да ни ги сослушаат барањата, па потоа ние најмалку од се што сакаме е да бидеме терет на оваа држава.
Ние сме составен дел од ова општество. Вие не сте терет и не треба да бидете. Нашата состојба прво е наш проблем, меѓутоа свесни сме дека постојат и други лица со многу по-сериозни проблеми кои што имаат исто така своји потреби. Ако државата си земала обврска кон своите пациенти, тие обврски треба да си ги заврши така како што треба. Како што е со законот. Ви благодарам на разговорот.